Врнежите од снег направија само мали потешкоти во нормалното одвивање на сообраќајот на делниците од магистралните и регионалните патишта во источниот регион. Според известувањето од Автомото Сојузот на Македонија, во северниот дел и во североисточните региони од државата, поради снежни остатоци и врнежи од снег, сообраќајот се одвива по влажни коловози. Интензитетот на возилата на патните правци надвор од градските средини е умерен. При тоа се препорачува прилагодена брзина на движење. Исто така и почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата. Ова особено се однесува на патиштата што поминуваат низ котлини, речни долини и клисури, каде што има можност од појава на одрони. Препораката се однесува и за делниците Виница Берово, како и Кочани Делчево. Истовремено, од АМСМ ги предупредуваат возачите кои патуваат кон Скопје дека на патниот правец А2 од Свети Николе кон Миладиновци на 10 километри пред ова населено место поради свлечиште и голем одрон, сообраќајот е пренасочен на само една коловозна лента во должина од 150 метри. На местото е поставена сообраќајна сигнализација, поради што на учесниците во сообраќајот им се препорачува внимателно возење. Новиот планинарски дом на Пониква и реконструираниот мултикултурен центар во Кочани се уште не се целосно функционални, иако градежните работи завршија пред извесен период. Причината за тоа е што објектите не се опремени со потребниот мебел во внатрешноста, со што практично и не можат да се користат. Со оглед што се во надлежност на локалната самоуправа, а нивното профункционирање се очекува во текот на оваа година, веќе е изготвен финансиски план за набавка на потребниот мебел. За оваа намена од општинската буџетска сметка е предвидено да се потрошат близу 1.400.000 денари, од кои околу 850.000 за опремување на планинарскиот дом, а останатите средства за мебел на просториите во мултикултурниот центар. Според планот за јавни набавки се очекува постапката да се реализира во текот на февруари. Изградбата на планинарскиот дом на Пониква почна во средината на 2020 година во рамки на проектот Планински велосипедски рај, финансиран од ИПА-2 доверителскиот фонд на Европската Унија, а администриран од Светска банка. Домот е изграден врз основата на поранешен воен објект, а во него се наоѓа подрум со печка за парно грејење на пелети, заедничка просторија за дневен престој, а во подкровето се планирани 28 легла во двокреветни и трикреветни соби. Исто така, вградена е ПВЦ столарија со термопан стакло. Подовите се обработени со керамички плочки, а објектот има надворешна и внатрешна термичка изолација. Реконструкцијата на мултикултурниот центар пак почна на почетокот на 2020 со финансиска подршка од Европската Унија во рамки на вториот повик на Интеррек ИПА програмата за прекугранична соработка, како и со кофинансирање од Министерството за локална самоуправа и од општина Кочани. Со реализацијата на овој проект добиени се современи простории наменети за активности на граѓански издруженија, културни работници, за млади творци и креативци, како и простор за изложби и поставки со културно-историско значење од локалното поднебје. За да можат да се користат просториите, неопходно е да се заврши планираната набавка на мебел и другата опрема. Објектот има комплетно нов водовод, канализација, електрична инсталација, ПВЦ врати и прозорци, термичка фасада, нови подови и осветлување, како и противпожарна и громобранска инсталација. Променет е кровот, а во внатрешноста се отстранети старите слоеви на ѕидовите и се изградени нови тоалети. Ограбувањето на православните храмови во Кочанско продолжува. Не помагаат апелите на црковните лица и на членовите на црковните одбори, ниту пак мерките што се преземаат да се спречи ваквата појава. Во четвртокот околу полноќ непознат крадец или група крадци ја посетиле црквата Свети Илија во малото старо село во планинското село Јастребник. При тоа пребарани се местата каде што вообичаено се чуваат парите и одземена известна сума, пошто сторителот незабележано си заминал. Кражбата е констатирана из утрината, пошто председателот на црковниот одбор Николчо Николов пријавил во полиција. Од направениот увид на лице место констатирано е дека се одземени парите што деновиве по повод празниците биле оставани на иконите. Исто така кражба е извршена и во црковниот мебел во кој имало пари наменети за потребите на црквата. Крадецот до црковниот објект најверојатно дошол со моторно возило, со оглед што се забележени траги на просторот наоколу.
Според Николов, за само 2 месеца ова е втора кражба во истиот верски објект во Јастребник, при што и претходно били украдени пари. Неодамна во регионот имаше пријава за уште еден сличен вандалски чин во манастирот Света Богородица кај селото Чифлик, при што беше искршена влезната врата на црковниот објект. До сега не е откриен сторителот или сторителите на кражбите. Комуналното предпријатие Водовод планира да направи делумно обновување на застарениот возен парк, а да отрените возила да ги замени со други. За оваа цел во планот за годинава е влезена набавката на патничко возило што би се користело за превоз на работници, опрема и алат за редовно извршување на работните задачи. Сумата што е предвидена за оваа намена дополнително треба да се утврди, но причината за набавката неодамна беше образложена со високите трошоци за сервисирање на постојните возила. Не станува збор за набавка на возило за потреби, зборам за службено возило, ако мислите на тоа, него станува збор за набавка на некакво патничко возило, не мора дури да биде ни ново, кое би се користело за потребите на службите. Бидејќи ние имаме возниот парк во некои делови е толку застарен, што практично трошиме повеќе средства на одражување, отколку што би набавиле некое, да речеме, половно возило, за кое што службите би можеле да излегуваат на терени, да вршат дел од активностите. Освен набавката на патнички возила со пикап каросерија во која освен патници би можело да се превезува и лесен алат и опрема, во Водовод е планирана и набавка на возило цистерна за миење на улиците и другите јавни површини, како и возило за машинско метење на улиците. За потребите на секторот Водовод и канализација пак се планира да се набави камион Кипер. Слична јавна набавка беше распишена пред крајот на 2017, како и на почетокот на минатата година, кога се бараа 5 половни патнички возила, но тогаш процедурата не беше до крај спроведена. Сумата што беше издвоена за оваа намена достигна околу 1.200.000 денари. Асоциацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА ги известува припадничките на понежниот пол во чии места на живење нема пристап до гинеколошки услуги, дека е обезбедена мобилна гинеколошка амбуланта. Преку неа може да се добие бесплатен ПАП тест и комплетен гинеколошки преглед, целосно доверливо. Преку мобилната гинеколошка амбуланта се обезбедуваат бесплатни и квалитетни услуги од областа на сексуалното и репродуктивното здравје за жените од тешко достапните популации, како и жени од руралните средини кои имаат ограничен пристап или пак воопшто немаат пристап до гинеколошките услуги. Ваквата услуга ја дава стручен тим составен од специјалист гинеколог, акушер и медицинска сестра акушерка во соодветно адаптирано теренско возило што е опремено со гинеколошки стол, ехоапарат и потребните медицински инструменти. Мобилната гинеколошка амбуланта обезбедува дијагностика на сексуално преносливи инфекции преку ПАП тест и други микробиолошки тестови, администрирање, терапија и контрацепција, советување за планирање родителство и превенција на непланирана бременост, како и советување за модерна контрацепција. Сите овие услуги се достапни во повеќе региони во државата каде што живее рурално женско население за кое гинеколошките прегледи се потешко достапни. Асоциацијата ХЕРА соработува и со партнерски локални невладени организации. За подрачјето на Виница и Делчево, партнерска организација е Сдруженијето ХАМ, во договор со кое може да се закажат и организираат прегледи ако постои дефицит на услуги за репродуктивно здравје.